Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска за денешното издание. Македонија има 6 квартали раст од 3,5%. Пратенико Стојановски најави силен инвестициски циклус. Владата го одби предлогот на СДСМ за референдум. Видовме во 2019 година како СДСМ го замислува плебисцитот без гаранции. Повеќе умрени отколку родени, се помалку бракови, се повеќе разводи. Македонија демографски тоне, покажува статистиката. Државата со активности против зависноста од пушење, нови лекови, нов закон и советувалишта за откажување од тутун. Кога сте опозиција, промовирате етнички конфликт. Кога сте во влада, зелена агенда. Мицковски ги нарече Дуи патриотиот Алиекспрес. МВР дава најдобри резултати споредено со последните 20 години. Тошковски одговори на повиците за негова оставка. Болниците лекуваат повеќе пациенти, средствата пораснале за 24%. Анализата на Фондот за здравствено осигурување за последните 2 години покажува општ раст во здравството. Во Македонија има 1 наставник на 11,4 ученици. Вишок од наставници ги јаде парите во образованието. Лиценцата од 2012 година не била за Пулс. Одбраната тврди дека документот важел за друг локал. Нема повеќе остапки без резултати. Муцунски вели дека владата води тврда линија во надворешната политика. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Бугарија нема да се повлече од она што беше договорено 2022 година, а патот на Скопје кон Европската Унија оди преку спроведување на превземените обврски, рече министерката за надворешни работи на Бугарија Велислава Петрова Чамова. Ова не е прашање на билатерала, туку на односи меѓу земја кандидати и Европската Унија, изјави Петрова Чомова за Бугарската национална телевизија. Таа вели дека тонот од бугарската страна останува исклучително позитивен, но често не гледа исто политичко однесување од Скопје. Се надевам дека ќе најдам политичка зрелост од другата страна за да се обидам да пристапам на овој начин. Често не го гледам тоа, рече министерката за надворешни работи. Петрова Чомова е категорична дека ставот на Софија останува непроменет и е ист околу така наречениот француски предлог од 2022 година. Ова е европската позиција и ова беше главното достигнување во јуни и јули 2022 година, нагласи таа. Министерката потсети дека лично учествувала во преговорите за рамката и детално знае што е договарано во Скопје. Тажно е тоа што се враќам во владата 4 години подоцна, а нема напредок по ова прашање, додаде таа. Според Петрова Чамова, властите во Македонија треба да го искористат моментот отворен прозорец за проширување на Европската Унија, наместо да ги ескалираат тензиите со Софија. Се надевам дека Македонија ќе најде пристап што ќе го фокусира вниманието на исполнување на обврските, а не на барање конфликт со Софија, рече таа. Додаде дека во Бугарија постои целосно политичко единство по ова прашање. Ставот на македонската влада и премиерот Христијан Мицковски е дека нема да има уставни измени без промена на пристапот од бугарската страна и без гаранции дека Бугарија нема да поставува нови уцени и барања за остапки. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта следната недела доаѓа во Македонија, а во владата очекуваат разговорите да придонесат кон изнаоѓање решение за спорните прашања со Бугарија. Премиерот Мицковски повтори дека нема остапки во однос на македонскиот идентитет и дека очекува фер пристап во евроинтеграциите.
Дали знаеш ли бе, дали паметуваш кога бевме милоли бе, двајца на прошетка. Нели ми велеше, нели се колнеше, јас не љубам друго ливе, само тебе, душо. Јас не љубам друго ливе, само тебе, душо. Јас мино жето, распарај срцето, внатре ке си најдеш ли бе, две срца влюбени. Внатре најдеш ли бе, две срца влюбени. Колку е мачно, колку е жално, јас да те љубам ли бе, друга да те земе. Јас да те љубам ли бе, друга да те земе. Председателот на владата Христијан Мицкоски најави дека многу скоро пратениците ќе имаат можност да гласаат за законот за правична застапеност, дека секој има право да го користи својот мајчин јазик, но некој се обидува да создава етнички конфликт каде што го нема и со тоа се остава лош пример. Премиерот нагласи дека државата се гради кога се поддржуваме едни со други. Многу скоро овде во парламентот ќе имате можност да го гласате законот за правична застапеност, каде што процентите не се важни, туку квалитетот. Очекувам од вас поддршка.
И познавам многу албанци, многу, верувајте, многу, дури можеби повеќе и од вас кои се мои пријатели, семејни, другари, блиски, кои не сакаат да се гледаат себе си низ проценти, рече Мицкоски од собраниска говорница. Тој одговараше на прашање на пратеникот Скендер Реджепи од Европскиот фронт за тоа дали би поддржал уставни измени поврзани со јазичната политика. За правосудниот испит, ако сте го прочитале законот, ќе прочитате таму дека полагањето не е регулирано со законот на кој јазик ќе биде, туку тоа го уредува министерот. Колку министри за правда биле од коалицијата која ја поддржувате, зошто не го уредиле? Затоа што сте лицемерни, затоа што сте патриоти од Алиекспрес, кога сте во опозиција, а во влада промовирате зелени екоагенди. Кога сте во опозиција, сакате да создадете етнички конфликт каде што го нема, рече Мицкоски. Пратеникот Реджепи зборуваше за одредницата 20% поврзана со албанскиот јазик, но и за наводни навреди искажани кон албанците. Ги спомена и Израел и други држави, но и Венецијанската комисија, за која тврдеше дека во европските држави не се консултираат со неа при носење закони. Мицкоски, како председател на владата, се огради од ставовите на Реджепи дека Израел е геноцидна држава, како и дека Венецијанската комисија е неформално тело. Исто така тој потенцираше дека кога веќе пратеникот зборува за мултиетничка држава, треба истовремено да ги осуди и навредите искажани кон така наречените каури на спортските надпревари и неодамнешното извиркување на националната химна, како и неносењето на македонското знаме од страна на лицата што протестираа за полагање правосуден испит и на албански јазик.
сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Бредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Владата го одби предлогот на председателот на СДСМ Венко Филипче да се распише референдум на кој граѓаните ќе се изјаснат дали се за уставни промени за внесување на бугарите, со цел да продолжи европската интеграција на Македонија. Да не трошиме време и пари на граѓаните, ние сме за ЕУ и тоа е наша стратешка ориентација, што и го правиме на дело. Впрочем, укинувањето на оценската мисија од Советот на ЕУ, отворањето на фондовите од реформската агенда за Македонија е јасен показател за европската ориентација на оваа влада. А како изгледа кога СДСМ се залага за референдум без гаранции за европската иднина, граѓаните можеа да видат низ пластичен пример од последниот референдум организиран 2019 година, соопшти владата. Тие понатаму продолжуваат да бидат мекот ткиво на македонскиот идентитет, се додава во соопштението.
Председателот на владата Христијан Мицкоски на собраниска седница за пратенички прашања порача дека реформската агенда се движи во добра насока. Тој нагласи дека до 30 јуни е предвиден грейс период за завршување на дел од обврските и изрази очекување дека резултатите ќе бидат видливи во престојниот извештај. Имаме амбициозна агенда. Нашата цел е да испорачаме реформи дома, да ја завршиме реформската агенда и акцискиот план и да покажеме дека имаме капацитет да бидеме меѓу водечките земји, рече Мицкоски. Тој додаде дека владата сака да се фокусира на внатрешните реформи и да ги стави во втор план, како што рече барањата поврзани со уставните измени. Во делот на енергетиката, премиерот најави дека се работи на модел кој би можел да донесе поевтина електрична енергија за граѓаните. Според него, новите решенија, договорени во консултација со Европската комисија, би можеле да овозможат намалување на цената на струјата од 5 до 10%. Тој појасни дека потрошувачката на електрична енергија е поделена во периоди од денот и годината, со различни цени во зимска и летна сезона, како и преку ден и ноќе, зависно од производството од обновливи извори. Мицкоски додаде дека повеќето мерки од реформската агенда се во завршна фаза, а како отворено прашање останува изборниот законник, кој зависи од политички договор со опозицијата. Негде ке те сокрија, гроб со гроба ке покрија. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, векови, заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Да те одречат, други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, векови, заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Векови, векови, заедно ке минеме, древна земјо
Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Македонија и понатаму се соочува со негативен природен прираст и демографско старење, при што во првото тримесечие од 2026 година негативен прираст е забележан во 66 општини низ земјава, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика, додека истовремено се потврдува продолжување на трендот на намален наталитет и зголемена смртност. Според податоците на Државниот завод за статистика, во првите 3 месеци од годинава се родени 3380 деца, што представува пат од 4,1% во споредба со истиот период минатата година. Во истиот период бројот на починати лица изнесува 5342, што е намалување од околу 1% во однос на првиот квартал лани. Меѓу починатите се евидентирани и 9 доенчиња. Дополнителни податоци на Евростат покажуваат дека Македонија бележи континуиран пат на бројот на жители, што ја позиционира земјата меѓу државите со изразени негативни демографски трендови во Европа. Според европската статистика, бројот на жители се намалил за околу 14.500 лица во период од 3 години, од 1.837.114 жители во 2022 година на 1.822.612 жители во 2025. Како клучни фактори за ваквите движења се наведуваат негативниот природен прираст и иселувањето, тренд кој е присутен подолг период и влијае на демографската структура на земјата. Сме ние вечни векови во убав егеј беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Во Солун драма кавала, во Кукуш воден лична гревена, горе на Вичо грамос херојски, се игра и пее пак македонски. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред Солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме.
пред Исуса на своја земја македонска. Тука сме, тука остануваме и име свето не менуваме. Велат не нема, ама еве сме, со мерак сред солун оро играме. Велат не нема, ама еве сме, македонски песни гордо пееме. Македонски песни гордо пееме. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Побелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Što leči tažni duši, leko što solzi suši. Pej, živote pej, za mene pesma da mi je leko. Koji den od si go vrvi so pesna, koji tata si go vrvi veko. Pej, živote pej, za mene pesma da mi je leko. Koji
Во период од околу 20 години бројот на ученици во Македонија се намалил за 28%, додека во истиот период бројот на наставници се зголемил за 46%. Како резултат на тоа, националниот просек се намалил од 18 ученици на 11,4 ученици по наставник. Во споредба со препорачаниот просек од 15 ученици по наставник, ова довело до вишок на наставен кадар од околу 13%. Ова информација ја изнесе министерката за образование Весна Јаневска, одговарајќи во собранието на пратеничко прашање од пратеничката од ДУИ, односно од коалицијата Европскиот фронт Арбана Пашоли, која се интересираше за процесот на оптимизација во образованието, конкретно за училиштата во Дебар. Финансиските последици се значајни затоа што во огромен број на општини, 90, а некаде и 100% од блок дотациите се трошат само за плати на наставниците, рече Јаневска. Таа подсети дека во минатото само за да се вработат наставници се делеле часови, што резултирало со намалени инвестиции во инфраструктура. Јаневска кажа дека во 147 подрачни училишта годинава нема запишано ученици и дека 2/3 од сите училишни објекти се подрачни училишта во кои учат само 12% од учениците, а во централните 88%. Таа додаде дека во развиените западни земји има повеќе ученици во една паралелка. Во некои училишта во Македонија, за да не остане некој без работа, за 20 деца се прават повеќе паралелки. Во Дебар, на пример, има 60 наставници повеќе од потребното со утврдените стандарди. И затоа нема да се даде трансформација на работен однос. Немам кому да ја кажам мојта приказна, груткав гради што ми тежи да си олеснам. Млади бевме, луди бевме и се сакавме. Вечна љубов тур до гроба си ветувавме. Некој рекол вечна љубов да не ја биде. Клета судба како сабја нас не пресече. Тој
sad slika njegova, sada znate kanese, ej siračinja. Nekoj reko večna ljubav da ne javide, kleta sudba kako sablja nas ne preseče. Toj si samina, pusta tugina, a sad nego prazna kuća, mali dečinja. A dečinjata si porasna, da go vida s mojo tatko si posaka. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски од собраниска говорница одговори на барањата на опозицијата за негова оставка, потенцирајќи дека бројките говорат за работата на Министерството во изминатиот период. Говорам дека добро е што нема разлика помеѓу СДСМ, Левица и ДУИ, и добро е што во ист ден повторно вие барате оставка од мене врз основа на вашата перцепција. А Левица повикува на интерпелација. Кај да е во текот на денов ги очекувам и овие од ДУИ да излезат, рече Тошковски. МВР во изминатите 2 години, истакна тој, по сите параметри и статистики има најдобри резултати. Она што вие го правите е исклучиво во рамки на вашиот личен интерес и да ги задржите овие неколку столчиња кои што ги чувате со претходните парламентарни избори. Јас ве уверувам пред целокупната македонска јавност, на наредните парламентарни избори, вака ако продолжите, ќе имате само некое столче минус, а времето ќе каже дали сум бил во право или не сум бил во право, рече Тошковски. Пратеникот Миле Талевски од СДСМ обвини дека МВР е нефункционално, побара одговори како 5 тони дрога поминаа низ нашата граница, за убиства, криминал, а праша и дали вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај, кој не доаѓа на работа, има обезбедување. Тошковски одговори: МВР дава подобри резултати од кога вашиот сопартиец го раководеше. МВР дава подобри резултати компарирано со последните 20 години. И тоа се бројки, тоа е факт. Откривачката дејност во МВР е на ниво од 67,2%, која што е најдобра откривачка дејност во последните 20 години. Вие треба да се гордеете со тоа што сме дошле на такво ниво. Вие треба да се гордеете, а не да измислувате приказни цело време дека било вака или така. Тоа се факти, тоа се бројки. Вкупниот криминалитет, господине Талевски, е најмал во последните 20 години. И тоа се бројки, тоа се статистики кои што се добиени од страна на луѓето кои што работат во МВР. И сега вие велите најнебезбедно од една страна, а од друга страна, согласно бројкиве кои што ги имаме од страна на службите кои што работат во Министерството, велат дека имаме најмал вкупен криминалитет во последните 20 години. И тоа е факт кој што вие не можете туку така лесно да го изманипулирате, рече Тошковски. Ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам ти в којасна перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори. Кај ли беше кој те виде
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на собраниската седница за пратенички прашања изјави дека владата води, како што рече, кредибилна и одговорна надворешна политика насочена кон заштита на националните интереси, достоинството на државата и стратешките цели. Одговарајќи на прашања за евроинтеграциите, Муцунски порача дека државата повеќе нема да прифаќа отстапки кои не носат конкретни резултати. Нема повеќе отстапки и попустливост што не вродуваат со резултати. Истакна министерот. Тој оцени дека барањето за дополнителни гаранции во европскиот процес е оправдано и разумно, посочувајќи дека вакви ставови биле изнесени од повеќе европски лидери, меѓу кои хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и белгискиот министер за надворешни работи. Муцунски нагласи дека не е точно оти од државата се бараат исклучиво уставни измени, оценувајќи дека проблемот е подлабок и произлегува од одлуките донесени во 2022 година. Министерот додаде дека и покрај предизвиците, државата постигнала видливи резултати на меѓународен план, меѓу кои потпишување на партнерство за безбедност и одбрана со Европската унија, прво вакво во регионот. Тој ги посочи и стратешките договори со Обединетото кралство, Унгарија и Хрватска, за кои рече дека придонесуваат за зајакнување на меѓународната позиција и економскиот развој на државата. Лично моме ќе те земам, вечно да си покрај мене, нек се лути мајка ти, аман ќе и помине. Zaljubi velično mome, tenko visoko. Em go ljubam, em me ljubi, ljubi od srce. Ama ima loša majka, ne mi ja dava. Lično mome će te zemam, večno da si pokraj mene, nek se luti majka ti, aman će i pomine. Lično mome će te zemam, večno da si pokraj mene, nek se luti majka ti, aman će i pomine. Mome lice belo, uste medeno, ravna snaga, oči crni, kosa koprina. Svadba spremam, gdje se ženam, nejak je zema. Lično mome će te zemam, večno da si pokraj mene, nek se luti majka ti, aman će i pomine. Lično mome će te zemam, večno da si pokraj mene, nek se luti majka ti, aman će i pomine. Lično mome će te zemam, večno da si pokraj mene, nek se luti majka ti,
aman će i pomine. Lično mome te zemam, večno da si pokraj mene. Nek se luti majka ti, aman će i pomine. Lično mome te zemam. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски во емисијата Став на регионот на телевизија Newsmax Balkans изјави дека владата продолжува со економска политика насочена кон капитални инвестиции и поддршка на градежниот сектор. Со цел зголемување на бруто домашниот производ, се наведува во соопштението од ВМРО ДПМН. Овие 260 милиони евра што Република Македонија ќе ги повлече, ќе бидат наменети за финансирање капитални проекти што се реализираат преку централниот буџет. Кога ја презедовме власта, кажавме дека нашата економска филозофија ќе почива на неколку столба, а еден од нив е силен поттик за капитални инвестиции преку кои, особено преку градежништвото, ќе го зголемиме бруто домашниот производ. Тоа веќе се гледа во пракса, рече Стојановски. Тој нагласи дека државата годинава има обврска да врати 2,6 милиарди евра стари долгови, што според него представува третина од буџетот, но и покрај тоа, како што рече, обезбедени се средства за повисоки плати, пензии и инфраструктурни проекти. Посочи дека преку унгарскиот финансиски пакет, но и преку средства од буџетот на Министерството за транспорт се финансираат бројни проекти во општините. Додаде дека економската стратегија на владата се темели на 3 клучни принципи: капитални инвестиции, привлекување странски директни инвестиции и поддршка на домашното стопанство. Што татко, мајка ми
pekaja. Da se vratam, ne dočekaja. Šume Dunav Bože, silni vetrovi, pada udrat morski branovi. Da li zabrat Bože, site brodovi, site avioni, vozovi. A na grudka svoja da si ostana, tuka starost da si dočekam. Da mi lečat duša, pesni ljubavi, teški stari, ej makedonski. Mene ta prokleta tugina, zlatna mladost mi odzema. Vide maka duša varisjanska, iza doma ta prepeka. Što ne Dunav Bože, silni vetrovi, pada udrat morski branovi. Da li zaprat Bože, site brodovi, site avioni, vozovi. Pa na grudka svoja da si ostana, tuka starost da si dočekam. Da mi lečat duša, pesni ljubavi, da si slušam zurli tapani. Što ne Dunav Bože, silni vetrovi, pada udrat morski branovi. Dragi zabrat Bože, site brodovi, site avioni, vozovi. Pa na grudka svoja da si ostana, tuka starost da si dočekam. Da mi lečat duša, pesni ljubavi, teški stari, ej makedonski. Ej moje rodno ognjište.
Министерството за здравство почнува координирани активности за јакнење на услугите на здравствените установи за откажување од тутунот. Министерството во соработка со Светската здравствена организација и со Институтот за јавно здравје, центрите за јавно здравје, локалната самоуправа, здравствените домови низ земјава ќе преземе чекори за поголема достапност на советувалишта за откажување од пушењето. Фокус е ставен на младата популација, а Министерството за оваа цел ја ажурираше и листата на лекови за одвикнување од пушењето. Почнуваме координирани активности за зајакнување на услугите за откажување од пушење на локално ниво. Целта на овие активности е поголема достапност на советувалиштата што ги имаме на локално ниво, се со цел откажување од пушење, зајакнување на системот за упатување, како и континуирана поддршка на овие лица со посебен фокус на младата популација во нашата држава. Сакам да потсетам за уште една значајна новина која ја воведуваме, а тоа е дека Министерството за здравство ја ажурираше есенцијалната листа на лекови и во неа првпат се ставени лекови за одвикнување од пушењето и контрацептивните средства, а тоа се трандермалните фластери и никотинските гуми за џвакање, рече министерот за здравство Азир Алију. Целта е да се зголеми достапноста на лековите, да бидат препознаени од јавноста, фармацевските компании, а матичните лекари да ги препишуваат. Доктор Аким Али од Светската здравствена организација порача дека откажувањето од тутун спасува живот. Тој се осврна на младата популација во Македонија, но и во Европа, кои користат нетрадиционални производи кои предизвикуваат зависност, посочувајќи дека тутунската индустрија евалуирала ги маскира производите за да им се доближи на младите. Дали гледаш ли ме, ах, дали гледаш,
Аналитичкиот извештај за болничкото лекување 2023-2025 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија покажува стабилен раст на бројот на пациенти, зголемени буџети и постепено зајакнување на капацитетите на здравствениот систем, истакнаа директорот на Фондот Сашо Клековски и заменик директорот Седат Бислими. Според податоците, во 2025 година биле лекувани 194.230 пациенти, што е зголемување од 5,1% во однос на 2023 година. Во истиот период, вкупниот болнички буџет пораснал за 24%, достигнувајќи 32,5 милиарди денари. Најголем раст на болнички случаи има во две категории – очни болести и болести на мускулно-скелетниот систем, со раст од околу 20%. Тоа, вели Клековски, се должи на обидите да се намалат листите на чекање за операции на катаракта, како и за планирани операции на колкови и слично. Од друга страна, посочи Клековски, има пат од 3% кај хоспитализациите за циркулаторни, односно кардиоваскуларни болести. Треба дополнително да се анализира дали станува збор за тренд на намалување на овие болести, што рече би било позитивен сигнал. Забележан е и пат од 7,5% кај хоспитализациите поврзани со бременост и породување, што потенцира повторно е одраз на демографските промени. Цела ноќ мајка не спие, тебе чека да дојдеш. Цела ноќ мајка не спие, тебе чека да дојдеш. Мајка сина прашува, каде сине по нојке, нешто криеш, тагуваш, срце не си отвораш. Нешто криеш, тагуваш, срце не си отвораш. Скршено, моме што си заљубив, за друг ми е ветено. Моме што си заљубив, за друг ми е ветено. Ах, мори мајко, не знаеш, срце ми е скршено. Мајка и не ја дава, сирома сум за неја. Мајка и не ја дава, сирома сум за неја.
богато, срце ти е планина, душа порта црковна, секој внатре што ме влезе, таму љубов ке најде. Немој сине, не знаја, ти си ми најбогато, срце ти е планина, душа порта црковна, секој внатре што ме влезе, таму љубов ке најде. Море синко вре. На рочиштето за случајот Пулс, обвинителството продолжи со изведување материјални докази, при што беше презентирана лиценца издадена во 2012 година од Министерството за економија. Одбраната побара во судницата да се прочита делот од лиценцата, во кој е наведено за кој објект, за која дејност и за која локација е издадена. Од презентираниот доказ произлезе дека лиценцата не била издадена за објектот каде што се случи трагедијата, туку за сосема друг угостителски објект, на друга адреса, на улица Димитар Влахов безброј во Кочани. Објектот каде што се случи пожарот е на друга адреса, на улица Крижеска. Со тоа на рочиштето беше отворена клучна фактичка околност. Лиценцата што беше изведена како доказ не се однесувала на објектот Пулс, на локацијата каде што се случи трагичниот настан. Според документот, лиценцата била издадена за вршење угостителска дејност кабаре, а не за дискотека, и имала важност од една година од денот на издавањето. Одбраната посочи дека ова е значаен момент за понатамошниот тек на постапката, бидејќи документот се однесува на друг објект, друга адреса и друг временски период и со ништо не се поклопува со постапката за објектот каде што се случи пожарот. Клучниот печаток што произлезе од рочиштето е дека лиценцата за Пулс не била лиценца за дискотеката Пулс како објектот во кој се случи трагедијата, туку за друг објект во сосема друг дел од Кочани. Почитувани, тоа би било се во денешната емисија Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. А на крајот во катчето за најмладите, приказната Малечката сирена. Ви посакувам пријатен ден. Во најголемите длабочини, на дното на океанот, некогаш одамна, се бил еден прекрасен дворец. Дворец под вода, можно е то? Во приказните се разбира. Во дворецот си живеел кралот на сите мориња. Тој имал многу ќерки, но најмногу ја сакал најмалата ќерка, Малечката сирена. Не само што била многу убава и мила, туку имала и прекрасен глас и многу убаво пеела. Малечката сирена уживала во сите убавини што ги нудел морскиот свет. Нуркала, ги милувала малечките риби, играла криенка со морските звезди. Но Малечката сирена не била среќна со својот живот на море. Често одела на површината на морето, се восхитувала на синилото на небото, на сјајот на сонцето, на бојата на дрвјата. Јас сум многу среќна кога одам на море. И јас. Ама Малечката сирена копнеела по животот на копно. Немој да сонуваш за таквиот живот, и велел нејзиниот татко, многу тешко се живее на копно. Една вечер, Малечката сирена скришно, внимателно, никој да не ја види, отпливала на површината на морето. А морето било многу разбранувано. Големите бранови силно удирале врз еден брод кој полека тонел. Леле, она момче се дави, викнала Малечката сирена и силно запливала кон давеникот. Момчето веќе се наголтало многу солена вода и отчајно мафтало со рацете, барајки помош.
Малечката сирена допливала до момчето, цврсто го фатила за јаката од кошулата и полека го извлекла на сигурно на брегот. Колку била храбра. Да, била храбра, но знаела и многу добро да плива, како и сите сирени во сите приказни. Спасеното момче лежело на песокот. Било многу убаво. Малечката сирена седнала до него и долго го гледала. Кога момчето ги отворило очите, малечката сирена брзо скокнала во морето. Деновите минувале, а малечката сирена си живеела во своето царство на морското дно, постојано мислејки на убавото момче. Еден ден малечката сирена отишла кај морската волшебничка и рекла: "Те молам, морска волшебничке, како знаеш и умееш да ми ја замениш оваа сјајна опашка со човечки нозе?" Волшебничката ја погледнала, се насмевнала и рекла: "Ке ти ја заменам опашката со нозе, ако ми го дадеш твојот прекрасен глас." Малечката сирена веднаш се согласила и морската волшебничка ја претворила во преубава девојка, а нејзиниот прекрасен глас го затворила во една школка и го однела во морските длабочини. И веќе не била сирена? Така самата посакала. Девојката излегла на копното и тргнала да го бара убавото момче. Одела и стигнала во едно кралство во кое се подготвувала свадбата на принцот. Девојката го видела принцот и не и се верувало. Го препознала момчето кое го спасила од давење во морето. Но, бидејќи останала без гласот, малечката сирена не можела ништо да прозбори, па свадбата почнала, а принцот се оженил со друга девојка. Тажна и расплакана, малечката сирена скокнала во морето и се случило чудо. На волшебен начин солзите на малечката сирена ја скршиле магијата на морската волшебничка и... Оп! Во тој миг школката се отворила и... Од тогаш, во темните ноќи, морнарите, освен шумот на брановите, го слушаат и прекрасното пеење на малечката сирена. Среќна сум што не сум морска сирена. Секогаш треба убаво да размислиме пред да донесеме некоја одлука. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.